Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што ќе ја следат или ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, живееме во време кое што може да се опише како хаотично време, поточно тешко време. Затоа, лека по лека стануваме свесни или подсвесни и разбираме дека животот станува се потежок. Нашата вечерашна тема е последните времиња. Зборуваме за ескатологијата, за сегашноста и иднината. Преку Светото писмо, кој што ќе го проучуваме, ќе бидат претскажани настаните кои што се случуваат и настаните кои што се во иднина, или настани кои што треба да се случаат во иднина. Оно што најмногу е важно, ќе можеме да забележиме дека иднината на светот и иднината на нашите животи е во Божи раце. Многу често пати ни доаѓаат луѓе кога сакат да ни ја претскажа иднината на нашиот живот, почитувани слушатели, или иднината на светот. Не сум тука оваа вечер преку емисијата Гласот на вистината да ви ја претскажам иднината на вашите животи или иднината на светот, туку тука сум да зборуваме за оно што Библијата ни зборува поточно за ескатологијата. Затоа реков, Стариот Завет има 39 книги, а Новиот 27 книги. Поточно 66 книги, во кои што имаме книги кои се ескатолошки книги, глави кои се ескатолошки глави и стихови кои се ескатолошки стихови. Кога зборуваме за ескатологијата во Библијата, во овие 66 книги, почитувани слушатели, се разбирани се особено конкретно напишани книгите на Данило и книгата Откровение. И затоа ви препорачувам да ја читате Библијата. Минатата емисија зборувавме исклучително за многу важни работи, иако беше воведна емисија, но длабоко верувам дека ќе ни даде еден поширок или пошироко гледиште за она што следи во наредните 8, се разбира до 10 емисии. Но, почитувани слушатели, како што и минатата емисија спомнав, нашиот разглед, се разбира, ќе биде од Новиот Завет. Од Матиното Евангелие, 24 глава, и од Лукиното Евангелие. Овие две Евангелија, поточно овие две глави, 24 глава од Евангелието на Матеј, 21 глава од Евангелието на Лука, се ескатолошки глави. Затоа што Исус Христос зборува за ескатологијата, поточно за последните времиња и за иднината и за крајот, се разбира, на светот. Еве ќе отвориме во Матеј 24 глава и ќе читаме од 1 па се до 15. И еве што ни вели Словото Господово. А кога излезе Исус од храмот и си одеше, му придоа учениците негови за да му ги покажат градбите на храмот. А Исус им рече: не го гледате ли сето тоа? Вистина, вистина ви велам, нема да остане тука камен на камен, а да не биде урнато. Кога седеше на Маслиновата гора, му придоа учениците негови, насамо и му рекоа: кажи ни, кога ќе биде тоа и каков ќе биде знакот на твоето доаѓање и за крајот на светот? А Исус им одговори и рече: пазете се некој да не ве излаже. Зашто многу мина ќе дојдат во моје име говорејќи јас сум Христос и ќе прелажат мнозина. Ќе слушате за војни и гласови за војни. Ќе гледате да не се уплашите, зашто сето тоа треба да биде, но се уште не е крајот. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство. И на места глад ќе има помори и потроси. Сето тоа е почеток на страдањата. Ќе ве предадат на мачења, ќе ве убиваат и ќе бидете намразени од сите народи заради моето име. Тогаш мнозина ќе се соблазнуваат еден со друг, ќе прелажат или ќе се прелажат еден или предадат еден со друг и ќе се мразат еден со друг. Мнозина лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина.
И бидејќи беззаконието ќе се умножи, кај мнозина љубовта ќе олади. А кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. И ќе биде проповедано ова евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи. И тогаш ќе дојде крајот, вели Господ Исус Христос. Ја би сакал да прочитам и 21 глава од Евангелието на Лука. Повторно Лука од свој агол ги гледа работите и зборува точно за овие нешта кои што веќе апостолот Матеј не ги запишал. Ова не се зборови на евангелистите, ова се зборови на Господ Исус Христос, кои ги запишале подоцна евангелистите и ги сместиле во канонот на Библијата. Иако, како што кажав, овие се ескатолошки глави. Па дури 25 глава од Евангелието на Матеј е ескатолошка глава. Но нема да зборуваме за 25 глава, туку сакам да го прочитаме, поточно да прочитаме од Евангелието на Лука 21 глава. Еве што ни е таму се разбере запишано. Тогаш кога тие го прашаја, учителе, кога ќе се случи тоа? Пошто ќе познаеме дека ќе почне да се исполнува? А тој им рече, чувајте се, за да не бидете заведени или излажани. Мнозина ќе се појават под мое име и ќе тврдат, јас сум вистинскиот Месија. Дојде времето, но не одете по такви. Нека не ве обзема паника кога ќе чуете за војни, револуции, сето тоа мора да се случи, но тоа е само почеток на болките. И тој проложи понатаму и вели Библијата. Ке се крене народ против народ, ке се војуваат или ке војуваат едни со други, едно царство против друго царство. Ке има силни земјотреси, на разни места ке има глад и смртоносни епидемии. На небото ќе се појават дури необични и страшни појави. Еве како ни е запишено, се разбира во овие евангелија. Еве што Христос навистина ни зборува. Но, почитувани слушатели, сакам лека по лека да ги разгледуваме овие две глави и да видиме што Христос ни зборува за последните времиња. Денеска скоро сите зборуваат за последните времиња и не само што зборуваат, се поставуваат толку многу прашање, поточно по прашање на последните времиња. Но како што реков, Библијата ги има сите одговори на нашите прашања и затоа ние ќе се послужиме со самото Свето писмо и ќе видиме што претходи пред да дојде крајот на овој свет. Зошто зборуваме, почитувани слушатели, за крајот? Затоа што Библијата зборува за почетокот на овој свет, но и завршетокот на овој свет. Библијата е многу јасна по овие прашање. Кој е тој кој го создал светот и каков бил неговиот почеток? Но исто така Библијата зборува за крајот на светот. Како ќе заврши светот? Затоа што има свој почеток, се разбира и свој крај. Што можеме да видиме во овие први 3 стихови? Јас сакам поточно повеќе да се позанимаваме со овие први стихови кои се воведни стихови на овие две глави. Поточно во Евангелието на Матеј 24 глава и Лукиното Евангелие 21 глава. Исус го напушта храмот од Ерусалим, заедно се разбира со своите ученици. А учениците што прават? Му ги покажуваат градбите на храмот. Потоа Исус им вели, камен на камен нема да остане. Гледайте, почитувани слушатели. Многу често пати тука и ние во денешно време знаеме да се пофалиме со градбите на нашиот храм. Но интересната работа е овде што Исус зборува за овој храм дека камен на камен нема да остане. Исус им открива на своите ученици што ќе се случи со храмот и со градот Ерусалим, затоа што овој храм бил изграден, се разбира, во Ерусалим. Еве сакам да ви дадам некоја историска подлога по прашање на овој храм. Во 70-та година по Христос овој храм бил разурнат и загинале над 1 милиарда евре, а голем дел биле иселени од Ерусалим, се разбира, зборуваме за евреите. Овој храм
е втор поточно Иродовиот храм кој што Библијата ни го се разбира опишува. Бил разурнат од Тит. Тит бил синот на Нерон. Нерон бил блутарен цар. Во време на Нерон, ако читате, ќе видите дека во тоа исто време, во една година поточно, Нерон ги убил како апостолот Павле, така и апостолот Петар. Исус со ваквите информации кај учениците се појавила љубопитност, особено кај неколку ученици. Иако Библијата вели учениците, но Евангелието според Марко ни дава најпрецизни, најточни информации за кои ученици станувало збор. Во кого се пројавила таа љубопитност за она што Христос вели камен на камен нема да остане, а тие потоа му ги поставуваат овие клучни прашања. Кога ќе биде тоа? Кажи ни, каков ќе биде крајот на светот? Какво ќе биде твоето доаѓање? Тоа се почитувани на слушатели крупни прашања, многу големи прашања, кои што овие апостоли или ученици му ги поставили на Исус. Станува збор за Петар, Јаков, Јован и се разбира Андреј. Кога ќе биде тоа? Каков ќе биде знакот на твоето доаѓање и крајот на светот? Ова се прашањата кои што му ги поставиле учениците, се разбира, на Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Така да, ако даде Господ, почитувани слушатели, да бидеме здрави и живи, ние ќе се позанимаваме и се надевам дека овие прашања кои беа поставени од страна на учениците ќе бидат како некоја основа за нашите теми во иднина во емисијата Гласот на вистината. Кога ќе биде тоа и каков ќе биде знакот на твоето доаѓање и за крајот на светот. Поточно во оваа емисија ви одговорив на првото прашање. Кога ќе биде тоа? Поврзано со храмот Божи. После Христос, како што кажав, 70-та година, овој храм, Иродов храм, бил разурнат од страна на Тит и тоа било синот на Нерон. И 1 милиарда од прилика евреи биле убиени, а голем број избегале или се населиле. Всушност Библијата зборува дека Ерусалим, градот на верата, бил сио во крв. Улиците течеле, бликале од крв, затоа што Христос, ако добро се сеќавате, кога дошол до Ерусалим, тој заплакал за Ерусалим, знаејќи што ќе се случува во иднина со градот Ерусалим и со неговиот народ. Но, како што кажав, од наредната емисија ќе можеме да дадеме одговор на овие прашања, останати прашања, какво ќе биде знакот на твоето доаѓање и се разбира на крајот на светот. Почитувани слушатели, имајте убава вечер, Господ со вас, и се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.